Во Струмица и Радовиш почна вториот циклус обуки за земјоделците кандидати за грантови за воведување агроеколошки мерки од програмата на UNDP преку проектот за управување со сливот на реката Струмица. Обуката содржи интензивен теоретски и практичен дел кој ќе трае до крајот на март оваа година, а во кој се вклучени 80 земјоделски производители, од кои 30 ќе добијат грантови во висина од 300.000 денари. Тие ќе бидат прогласени во април годинава, кога се очекува да започне и практичната реализација на мерките. Ќе имаме позитивни ефекти од примена на агроеколошките мерки, заедно со стручен тим на експерти. 30 грантисти добија опрема, исто така и совети, стручни совети за примена на овие мерки. Претежно од струмичкиот микрорегион добија системи капка по капка, полиетиленски платна, заштитни мрежи за заштита на производството од климатските промени, а во Радовишкиот крај имаме производители на овошки кои што исто така добија атомизери, мулчерки и други инструменти за примена на овие мерки. Проектот за управување со сливот на реката Струмица има за цел да воведе сеопфатни мерки со кои значително ќе се подобри еколошкиот статус на водните тела и целокупното сливно подрачје, вклучувајќи ги тука и обработливите површини. Остварување на главната цел на проектот, а тоа е подобрување на статусот на водните тела и сливот на река Струмица. Се имплементираат мерки кои ќе го подобрат земјоделското производство, а ќе ги намалат штетните влијанија врз животната средина. Ефектите се позитивни и имаме зголемување на квалитетот на производството, а намалување на трошоците кај производителите. Исто така се намалува и количината на ѓубривото што се фрла со примена на ова опрема, со што се намалува и штетното влијание врз животната средина, што е и целта на проектот. Во партнерство со локалните земјоделски производители се спроведуваат активности за зголемување на конкурентноста на производството во регионот и намалување на негативното влијание врз животната средина преку воведување агроеколошки мерки со интенција истите да се практикуваат и на поголеми земјоделски површини.